Ако ве пронајде ова видео, знајте дека овдека има порака за вас. Енергија која што ќе биде дневна порака за ден 29.1.2026 година. Ова се ваши енергии и ова е ваша порака која што се надевам дека ќе дојде до сите вас. Улогите секогаш можат да бидат заменети, но ова се канализирани пораки кои што доаѓаат од тарот картите за сите вас во дневна енергија. Ова ќе биде настан, случка, моментално случување или пак ваша енергија која што ќе биде наменета во дневно исчитување, колективно исчитување во тарот картите. Ајде да видиме за која порака станува збор. Сонце, кралот на пентаклите, кралицата на штаповите, кочија, седум мачеви и енергија 7 пентакли. Драги мои, денешнава порака ќе биде во ваша енергија и ова се ваши структурални, моментални случувања во вашата енергија или пак моменти кои што ќе треба да дојдат до вас во наредниот период. Ова е најава да се припремите добро, каде што и за некој од вас ќе биде во енергетска вредност да спознаете и дознаете превара, лага, измама, каде што исте се дале во енергија да добивате плодови во наредниот момент или пак во наредната енергетска вредност, а тоа е да спознаете и дознаете во каква енергетска вредност сте и во како можна состојба ќе се најдете во наредниот период. Сонцето е енергија каде што најавува огромна промена за сите вас, енергија каде што и носи виталност, носи можност за славење, на прослава, за вашиот живот, за ваше исполнување во секаков можен енергетски дел. Кралот на пентаклите и кралицата на штаповите се пар каде што и консолидираат со една енергетска вредност, но и се во моментална структура на моментално случување и пресврт на настаните кои што ќе следат во наредниот период. Ова се енергии на доминации, каде што и кралот на пентаклите е моментална земјена фигура, каде што дава можност да биде во своја асертивност, да ствара, да заработува, да биде консолидарен кон енергија спроти него, но и да биде во енергија на премногу енергетска вредност или пак премногу очајничка енергетска вредност за своја материјална независност, материјална структура, материјална добит. Кралицата на штаповите е енергија доминантна фигура која што е премногу убава, таа сочувствува со својата убавина и со својата страствена енергетска вредност, но оваа кралица е во енергија да се што сака добива во даден момент, знае да причекува, но е во енергија на кога ќе се одземе некоја структурална енергетска вредност од оваа доминантна ватрена енергија, е да биде во енергија да дознава, спознава, да биде разумна, да биде во енергија на страствена, но и да биде во енергија на моментална структура која што ќе биде во доминација во наредниот период. Овие две персони кои што се надевам дека вие спаѓате во една од овие две персони се во енергија да дојдете до спознавање и дознавање за
ваш партнер или пак ваш партнер во работен однос, да спознаете и дознаете дека овој ваш партнер е во енергија да надоаѓа до вас или пак е во енергија да дознаете и спознаете зашто овој партнер заминал од вашиот енергетски дел, каде што и бил во енергија да манипулира, да биде во енергетска вредност, да манипулира, да биде во огромна лага, во огромна измама спроти вас, да ви собере се она што и ќе бидете во енергија да го спознаете, да го дознаете, да го оставите према вас, да го оставите на поколенија или пак енергии каде што макотрпно сте работеле во придонесување на своја материјална независност или пак материјална слободност. Енергија каде што 7 пентакли не најавуваат моментна структура, каде што овој крал на пентаклите или пак оваа кралица на штаповите се во енергија на доминација, каде што испознаваат, дознаваат за персона која што е во нивна енергетска вредност, а тоа е дека некој од овие две структури се во енергија на оддалечување или пак на заминување, каде што и настанала превара, измама или пак лага за некоја ваша моментална енергетска вредност, а тоа е материјална сигурност или пак нешто што треба да се одвие во енергија да биде во случување, потпишување договор, настанување на нешто ново структурално кое што во наредниот период ќе даде плод и таа плод ќе се собере. Но сето ова некој го однел во енергија каде што и сега дознавате за структура која е таа личност која што го напушта вашиот живот, знаејќи дека прави една кармична енергетска вредност према вас, која што доаѓа во енергија да не сте потпишале договор или пак не сте биле во енергија да соберете материјални плодови кои што сте ги насадиле во изминатиот период. Затоа тарот картите ве најавуваат една огромна припрема која што ќе биде во енергетска вредност да спознаете и дознаете за каква персона стои до вас. Ако е ова ваш љубовен партнер, да знаете дека овој партнер ве изманипулирал, ви дал огромна нервоза, огромен терор кој што не сте можеле да добиете ваша работна енергија или пак не сте можеле да потпишете договор за земање на средства, материјална добит и на се што е материјално стабилно во вашата енергетска вредност. Ајде да видиме и некоја порака за вас, драги мои. Sunrise, енергија да изгреете со вашето сонце во себе, да бидете во енергетска вредност, да дознаете и спознаете во каква состојба ќе се најдете кога ќе дознаете дека оваа персона ве изневерила, ви дала повод да размислувате, да работела на ова случување да ве спречи да ви одземе материјална добит, енергија на приземјеност, да бидете приземјена енергија, да не тргате со доминација во себе и да бидете во своја асертивност. Ајде да видиме и што друго. Енергија на трансформација. Тука и ќе се трансформира вашата енергетска вредност која што ја имате за оваа персона во енергетско размислување. Јас се надевам дека оваа порака ќе му помогне некому кој што ќе биде во енергија да спозна и дознае за персона спроти него која што го изневерила во материјална добит. Поздрав!